За денес, почитувани слушатели, ќе зборуваме на тема спасение, откуп и оправдување. Ние како христијани веруваме дека спасението доаѓа исклучиво од Бог преку милост или преку благодат, врз основа на откупот во Исус Христос преку неговата пролеана крв. Тоа спасение не може да се постигне од самиот човек и не може да се заслужи преку неговите дела. Веруваме дека Бог не може поинаку да го откупи човекот од ужасните последици на неговото паѓање во грев, освен преку целосно задоволство на неговата света правда. Затоа Бог уште од вечноста ја предодреди жртвата на помирување преку неговиот единороден син Исус Христос, Божиот помазаник. И поради тоа Христос, синот на живиот Бог, во одредено време од Бог дојде на земјата, во сличност на човечкото грешно тело за откуп на човечкиот род. Тој покажа совршена послушност со тоа што за нас го исполни целиот закон, жртвувајќи го неговото тело поради нас. Тој стана проклетство и се изложи на Божи гнев и казна за нашите гревови. Веруваме дека ова негово дело, на вечно и целосно померување преку Божиот син, е единствената причина за нашето спасение и дека преку него ни се овозможува простување на сите наши гревови. Ни се овозможува оправдување, вечна праведност, вечен живот, избавување од вечна смрт, од силата на ѓаволот и пеколот и фактот дека преку ова откупување добиваме сила да го мразиме гревот, да умреме за него, да го сакаме доброто и да го спроведуваме само доброто. Христос, откупувајќи не преку својата смрт и воскреснувајќи од мртвите, се вознесе на небото и седна од десната страна на Божјето величие. Откако го заврши делото, го испрати својот свет дух во нас преку вера во неговото славно откупување. И како вечен првосвештеник, тој сега се застапува за нас пред Бог Таткото и според неговото ветување ќе биде со нас преку сите денови на нашиот живот до крајот на векот, додека не дојде времето да не земе во небото, каде што пребива тој и неговото вечно царство. Ние како христијани веруваме дека оправдувањето пред Бог е целосно негово дело. Тој ги прогласува праведни сите оние кои преку вера во Исус Христос ќе се покајат од своите гревови. Сите што го препознаваат како нивен спасител и Господ, тој ги оправдува. Христовата правда е доволна и не вклучува ниту едно човечко дело. Христос ги зеде нашите гревови врз себе и на сите кои веруваат им ја додели својата правда. Наново родениот човек е облечен во Христовата правда. Тоа значи дека Бог е праведен и го оправдува секој кој верува во Исус. За да биде некој оправдан треба да се наново роди. Раѓање од озгора. Ние како христијани веруваме дека новото раѓање или наново раѓање е надприроден настан кој се случува преку дејството на Светиот Дух. Само преку Светиот Дух човекот може да оживее и да му се даде нов живот и нова природа, станувајќи ново создание. Наново раѓањето е дело на Светиот Дух, така што човекот, колку и да е грешен и отпаднат од Бог, преку слушање на Божиот збор и примање на Духот, го воспоставува заедништвото со Бог кое го изгуби со паѓањето во грев. Кога грешникот ќе се покае и кога преку вера и преку дејството на Светиот Дух ќе го прифати Исус Христос како негов Господ и Спасител, тој се наново раѓа и го започнува новиот живот во Христос. Вистинското наново раѓање се потврдува со плодови на покаяние, кои се манифестираат преку правење добри дела. Добрите дела што ги прави наново родената личност, ги прави од послушност кон Бог. И тој не ги прави за да се наново роди,
туку затоа што е наново роден и како резултат на тоа во него има силна желба природно да ги прави, бидејќи има нова природа, во зависност од тоа колку му се предава на располагање на Светиот Дух и во послушност кон Божиот збор. Преку послушноста, верникот расте во верата и вистината и станува се посличен на Христос. Наново раѓањето го води верникот кон свет живот, за да може совршено да го слави Христос се до неговото второ доаѓање. Светост. Ние како христијани веруваме дека секој верник е осветен во Христос, одвоен од светот за да припадне на Бог. Така што врз основа на Христовото дело на осветување, се смета целосно свет пред Бог, одвоен од гревот. Во оваа смисла, осветувањето или светоста се случува во мигот кога човекот ќе се наново роди. Со овој чин се определува и позицијата пред Бог, доделувајќи му на грешниот човек светост, што никогаш не ја заслужува тој. Ова осветување во Христос не треба да се меша со целоживотниот постојан процес на осветување, растејќи во светоста и вистината. Ние како христијани веруваме дека секој кој е роден од озгора преку Светиот Дух има внатрешна потреба да биде послушен на Божиот збор. И преку силата на Светиот Дух кој живее во него сака да расте во светост се повеќе и повеќе, за да биде сличен на Исус Христос. Христовата светост се засметува како наша светост. Ние како наново родени личности или наново родената личност е во постојан конфликт и борба со неговата стара природа, која ја наследи од Адам. Но сепак, треба да се нагласи дека тој како ново создание во Христос, борејќи се против старата природа, излегува секогаш како победник преку силата на Светиот Дух кој живее во него. Оваа борба ќе трае додека е жив на земјата, така што сите изјави досега за апсолутно искоренување на гревот не се библиски. Победата над гревот е можна само со помошта на Светиот Дух. Христијанинот е свет во Христос еднаш за секогаш. Исто како и оправдувањето, и ја потврдува истата преку целиот живот, предавајќи му се на Бог одново и одново за осветување. Кога човекот е оправдан, наново роден, живее свет живот, тогаш тој преку Светиот Дух има сигурност на своето спасение. И затоа ние како верници, наново родени верници, сме спасени и откупени преку верата и сме сигурни во поглед на нашето спасение. Тоа е голема привилегија за верникот да може да се радува во сигурноста на своето спасение. Но треба да се потенцира дека сигурноста на спасението не му дозволува на верникот да се впушта во секакви гревови, оправдувајќи и надевајќи се дека и да греши, тој пак има гаранција за своето спасение. Таквиот може само да се декларира за христијанин, но не е од Божиот спасен народ. Тој што го има Светиот Дух е запечатен со него и има гаранција дека тој ќе го одржи за спасение до крајот на неговиот живот според Божиото ветување. На Господ нека му е слава во сите векови. Амин.